Поддржувачите на опозицијата разочарани од договорот за крај на кризата и избори на 11 декември, а кој лично го потпиша првиот опозиционер Зоран Заев. Незадоволството најсилно беше изразено на социјалните мрежи, проследено со коментари дека Заев ставил потпис за крај на неговата политичка кариера. И експертите кои ги бранат ставовите од Бихачка излегоа со став дека договорот е набивање рогови на нацијата и обид да се извади тезата дека магарето лета. Исходот на вчерашните преговори наликува на набивање воловски рогови врз цела нација од страна на 4 партии, а при тоа не уверуваат дека само што не сме полетале како гулаби. Реалноста е едноставна и спротивна на изјавите на лидерите на големата четворка и иностранските дипломати. Во Македонија нема ни минимум услови ниту за фер, ниту за слободни, а камоли за демократски избори. Вели аналитичарот Арсим Зеколи во изјава за Дојче Веле на македонски, медиум кој важи за близок до опозицијата. Со сличен став излези и екс-гувернерот Петар Гошев, кој посочи дека кризата се уште постои и дека причините за истата не се суштинско отстранети. Да се даде таква изјава во околностите што ни се познати на сите, значи да се каже дека магарето станало пердувесто животно и дека пролетало. Услови за фери демократски избори нема. Нема затоа што ниту една од основните причини кои доведоа до политичката криза на суштински начин не е отстранета. Вели Гошев за Дојче Веле. Со ваков став се најголем дел од упатените кои најавуваат реприза на дебаклот на СДСМ и Заев на изборите во 2014 година, кога загубија со околу 200.000 гласа разлика. Инаку според последното ажурирање на избирачкиот список од почетокот на август, во Македонија право на глас имале 1.801.198 лица, бројка која сега е намалена за 30.467 лица кои се избришани од списокот, а кон крајот на октомври ќе имаат уште една можност да го потврдат избирачкото право во текот на јавниот увид. Ако и тогаш не се пријават, дефинитивно нема да може да го искористат правото на глас на предстојните избори. Во септемвриското месечно ажурирање, односно во состојбата на избирачкиот список во месец септември ќе биде вклучена и состојбата на незапишаните 30.447 граѓани, состојба која произлезе по периодот на пријавување, односно активна регистрација која се спроведе согласно изборниот законник. Да се подсетиме, во текот на активната регистрација 8.922 граѓани поднесоа пријави до Државната изборна комисија. Од нив 8.901 пријава беа прифатени, 21 беа одбиени од различни основи и со тоа дојдовме до бројка од 30.447 лица кои што не се запишаа во избирачкиот список. Да подсетиме уште еднаш, тие ќе имаат уште една прилика, шанса да се запишаат во избирачкиот список за време на јавниот увид кој што ќе биде по распишувањето на парламентарните избори. Во текот на предизборието, согласно јулскиот договор што го постигнаа 4 партии, околу 170.000 гласачи кои се надвор од државата треба да бидат запишани во посебен извод од избирачкиот список. Со тоа, според проценките, би се анулирале можностите за злоупотреба на нивниот глас, со оглед на тоа што тие имаат можност да гласаат во земјава доколку се тука за време на изборите или да се пријават за гласање во дипломатско-конзуларните представништва. Со издвојувањето на диаспората во посебни изводи од избирачкиот список, проценките се дека бројката на гласачи кои имаат право на глас во земјава ќе биде околу 1.600.000 гласачи.